Влиме за последниот разговор во денешното издание на Македонија на утро. Промоција на нематеријалното културно наследство е целта на проектот Среќна баба Марта, кој неколку години поред се спроведува. Како е организиран и оваа година, дознаваме од нашата гостинка. Велам добро утро за Василка Димитровска, директор на Центарот за научно истражување и промоција на културата ХАЕМУС. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Многу е пријатно секој пат да се гостува во македонската телевизија. Голем поздрав до вас, голем поздрав до вашите гледачи утринава. Драго ми е дека е така. Традиционално Среќна баба Марта, секоја година различни активности. Како е организиран проектот оваа година? Оваа година проектот го крстивме Среќна баба Марта 2018-та. Пета година е поред и значи веќе стана традиционална манифестација, што на нам ни е многу драго. Оваа година манифестацијата организирана цела недела, почна од вчера, се случува во Рамстор центар, во срцето на Скопје. Ќе трае до недела. Секој ден сме таму, на првиот спрат, веднаш по ескалаторот во Рамстор центар. Значи, јас ќе набројам кои се некои од работите од кои што е концепирана оваа изложба, поточно овој настан. Значи, прво имаме едукативни панели, кои што се на македонски и на англиски јазик, бидејќи имаме и многу странци и треба да им раскажеме за нашиот обичај. Потоа имаме изложба на традиционални, рачно работени мартинки, наши од Македонија, кои ние сме ги направиле од ХАЕМУС, од Романија и од Бугарија, кои што ни се поклон од наши партнери, со кои што сме имале соработка. Потоа имаме детско каче, бидејќи приоритет број 1 ни се децата. На нив светото станува, на нив сакаме да им ја пренесеме традицијата и секој пат кога ќе дојде некој родител или баба и дедо со детенце околу просторот каде што се наоѓа, нели, целиот настан, прва работа е да се посвети внимание на децата. Имаме креативни работилници за деца, имаме материјали со кои што тие можат да уживаат и со радост ги гледаме и тие со радост ги прават мартинките. И последниот најмалиот дел е една продажна мала галерија на ракотворби. Имаме ракотворци кои што ни ги работат ракотворбите, некои се со нас, некои не сакаат да се појавуваат во јавноста, па во позадина ни ги изработија. Ние им ставивме само една картичка за Среќна баба Марта и нашиот вебсайт grandmamarchday.com, кој што е на англиски јазик, за да може целата таа палета на активности да ја прикажеме. И отприлика тука завршува оној дел со кој што ние се грижиме, а потоа доаѓаат луѓето кои што ни раскажуваат приказки од каде обичаат, како го наследиле, како го научиле, како го практикуваат. Се работи за живо наследство и не можеме да очекуваме да биде заробено во традицијата. Сега имаме нови материјали, нови моменти, нови аксесуари. Модерно време, модерни мартинки. Така, модерно време, модерни мартинки. Важно е да не се заборави самиот обичај, во чиј фокус се мартинките. Значи една црвено-бела амајлија испреплетена од кончиња, кои значат црвеното значи живот, крв, белото значи светлина, непорочност, или тоа е машкиот, женскиот принцип, принципот на земјата, на небото, кога тие се спојуваат, а тоа е пролета, тоа е почетокот на аграрната година. Целиот овој обичај е проследен со такви некои пролетни активности, многу е позитивен, бидејќи кога еднаш ќе ја поклоните мартинката, значи вие некому му посакувате радост, среќа, здравје, љубов, берекет. А кога повтор пат треба да ја закачите мартинката во природата, а тоа се случува кога ќе видите ластовичка, штрк или расцветано дрво, повторно си посакувате една желба со што се затвара тој циклус во природата. Имате и партнери, една муж и Арсламина се партнери. Арсламина испичати 3 книги кои што се врзани за мартинките. Имено. Јас не знам дали на вашиот Кајрон одат фотографиите од пресконференцијата, кои што ние ја направивме во една од книжарниците на Арсламина, кој ни е исто така партнер, literatura.mk. Оваа година Арсламина ни се еден од поголемите партнери и јас сум навистина благодарна за соработката од причина што тие за многу кратко време еден наш постер текст од постер каталог за мартинките го преработија, го адаптираа за деца, многу убаво го илустрираа
и го, освен на македонски, го преведува уште на англиски и на албански јазик. Морам да кажам дека тоа е навистина голем подвиг и особено сум среќна за албанската верзија, бидејќи и во официјалната апликација на УНЕСКО стои дека и албанците во Македонија го практикуваат, како и некои од албанците во Албанија, а јас и лично во мојот живот сум сретнала голем број на луѓе, особено во оној дел на Дримкол, кои што албанци кои што интензивно го практикуваат овој обичај. Убава мала илустративна книгичка која што има прво еден историјат, потоа еден приказ и на крајот има водич како да си визуелен водич како да си направат децата мартинки. Зборуваме за мала илустрирана книгичка која што е за предучилишна возраст. Во контекст на одржувањето на традицијата. Да. Вториот партнер ни се компанијата Една може, тоа е компанија социјална компанија која обединува самохрани родители, пред се самохрани мајки и тие ни работат. Значи во рамките на изложбата сакавме да има целиот настан еден инклузивен елемент. Од другите поголеми партнери би ги споменала нашите покровители, тоа се Министерството за култура и градот Скопје, би го потенцирала градот Скопје. Особено ми е драго што тие влегува во една приказна за мартинките, бидејќи исто како и Хаемус од 2013-14 се влезени во процесот на апликација во УНЕСКО и исто како и ние се носители на македонскиот дел од апликацијата. Значи, ја имаат поддржано и на некој начин се имаат обврзано дека ќе ги почитуваат, ќе ги промовираат и ќе ги заштитуваат мартинките како наше нематеријално, а сега веќе светско културно наследство. Да, мартинките што туку добиваат на значење, имајќи предвид дека УНЕСКО ги заштити како нематеријално културно наследство, кога сме кај традицијата и обичаите, во кои региони на Македонија се уште се изработуваат, се подаруваат мартинки? Каде е зачувана се уште традицијата? Сум сретнала многу луѓе од различни краеви на Македонија, кои што веројатно можеби интерно во фамилијата, некаде и во некои поголеми групи ја практикуваат. Сепак мислам дека во поголемите градски целини е многу задржана од тие поруралните. Јас навистина би издвоила Источна Македонија, Делчевско, Беровско, Пијанец, каде што тоа е традиција со која што децата се раѓаат, живеат, луѓето умираат, ја знаат од раѓање до длабока возраст и ја пренесуваат многу интензивно. Меѓутоа, мислам дека сега со нашите настани, јас ке сретнам доста луѓе кои што ни кажуваат, вие мартинките ги вие и мартинките или вие сте олицетворение на мартинките, јас велам не, ние едноставно само направивме традицијата да биде поблиска до луѓето. Еве како впрочем и овие гостувања се дел од тоа промовирање. Значи, кога ја потпишавме писмената поддршка за македонскиот дел од апликацијата, на некој начин се обврзавме дека ние ќе ги чуваме, ќе ги промовираме, понатаму ќе ги едуцираме луѓето за овој наш обичај и оваа наша традиција. Тоа го правиме интензивно веќе 5-та година, порети нема да престанеме, секако. Меѓутоа, особено ми е драго што и новите генерации, ние во нашиот простор доаѓаат многу дечиња, секоја година имаме фотографија од многу дечиња како прават мартинки, имаме видеа. Се ова е спакувано потоа на нашата веб страница, која што веќе ја напоменав, бидејќи сите настани кои што генерално ги прави Хаемус, а особено овој кој што е поврзан со УНЕСКО, ги правиме под мотото на УНЕСКО за отворени образовни или едукативни ресурси и се што имаме подигнуваме на интернет за да може да послужи и како информативен материјал и како научен материјал, меѓутоа и за сите оние луѓе кои што се заинтересирани. Да, во овој момент ќе ги поканиме и сите наши гледачи да не ја пропуштат Среќна Баба Марта 2018, особено родителите на малите дечиња во контекст на одржувањето на традицијата. Именно. Децата се тие кои што треба да ги научиме. Јас да напоменам дека во Рамстор центар сме секој ден од 10 до 18 часот, освен во недела кога ќе бидеме од 10 до 14 часот. Нека повелат, нека дојдат. Особено таргет, пак ќе кажам, ни се децата, имаме детски креативни работилници, имаме детски илустрирани книгички од Арсламина, во кои што и ние сме дел од авторите, бидејќи го правевме како партнерство. Многу сум благодарна за целата медиумска поддршка која што секој пат медиумите во Република Македонија ни ја даваат. Особено сум горда што Хаемус е еден од носителите, или тоа на англиски се нарекува safeguarding, значи чувар. Чувар ангел на културното наследство на Република Македонија. Не смеат гледачите да заборават дека во декември 2017 година беа изгласени во една мултинационална апликација во која влегува Македонија, Романија, Бугарија и Молдавија,
Мартинките како светско нематеријално културно наследство и беа поставени на репрезентативната листа на УНЕСКО. И со самата оваа подршка која што ни ја даде државата и граѓанскиот и бизнис секторот и медиумскиот простор кој што го добивме, сметаме дека навистина Мартинките се вратија кај луѓето и дека тоа е една традиција која што и понатаму ќе продолжи и дека нема да замре. По закружувањето на манифестацијата повторно ќе ви имаме во Македонија на утро, или с фотографии и видеа да видиме како се поминало, може така? Може. Јас сум секој пат благодарна кога некој од медиумите ќе гостува, бидејќи една од работите кои што ги прави Хаемус, кој што е во нашето мото, тоа е промоција и популаризација на културното наследство. А наша цел е навремено да информираме. Благодарам. Ви благодарам и на вам. Останете на првиот канал на МТВ во продолжение третиот и последен информативен блок.